Нема полошо од да си стар, болен и сиромав. Огорчено порачаа денеска штипските пензионери на пресконференција. Госпожа Тренчевска, нема полошо од човек да е стар, болен и сиромав. Дали македонското раководство не се чувствува засрамено пред толпата најстари граѓани на оваа земја? Денес исправено и гордо се бориме со животните бури. По нашиот изминат пат во минатото, денес протестираме за сегашноста. Немаме достоинствени пензии кои ќе ни бидат доволни за пристоен живот. Сакаме секој да си го земе она што заслужено му припаѓа. Ни сите овие години кон работниците, а сегашни пензионери се направени големи гревови од газдите и политичарите. Сметките сега ги плаќаат најсиромашните пензионери во историјата на државата. Да не заборавиме и да споменеме, низ многу години се правеа многу гревови кон работниците, а некои и сега прават. Исплата на дел од плата преку банка, а другиот дел на рака. Народните избраници изгласале лоши закони, а работодавачите направија голем криминал на грбот на сегашните пензионери. Во секој случај, и овој пат е направен голем грев, оти, гледајќи го во очи, народот го направивте слеп. Пензионерите изјави дека се крајно револтирани и протестите ќе продолжат. Револтот е голем. Ќе продолжиме со протести и ќе бараме и понатаму линеарно зголемување. Но сега, на состанокот во Неготино, бевте известени дека веќе не е 3.500, туку е 5.000. А зошто? Затоа што инфлацијата си го зема својот данок. Цените, ниските цени, дисконт цени од 5 денари, од 8 денари, нема да ја сменат нашата социјална положба. За последното и долго најавувано покачување на пензиите, тие велат дека се капка во морето на нивните проблеми, поради што министерката Јованка Тренчевска ја поканија на ручек, односно пензионерска сарма. И на крајот да ве почастам и да ве поканам на денешниот ручек на штипските пензионери. Денес имаме пензионерска сарма, само листови и орис со 700 денари, а оние што зедоа 3700 денари може и месо. Повелете. Што за пензионерите значат пензиите од најниското ниво? Едноставна презентација направи присутен пензионер. Струја 2500, телефон 2500, вода 1500, лекови 3000. Што останува од 13300? Ајде, направите математиката па кажете ја. Вашата пензија 13300. Ја го личито да ќе ви го покажам. Пензионерите и денеска повторија дека се со намера да формираат партија, а следниот протестен собер го планираат за 11 октомври во 10 часот.